Добре дојдовте во краткото видео упатство за тоа како да ја користите базата со податоци верски имот под лупа. Ова алатка ви овозможува преглед на сите имоти на верските заедници во вашата општина, а има опција за пребарување и по муфтиство или епархија, како и по намена. За полесно пребарување целиот имот, што го имаат Македонската православна црква Охридска архиепископија и Исламската верска заедница во катастарот, БИРМ го подели во 10 категории. Во нив може да видите кои се црквите или џамиите што ги поседуваат двете верски заедници, колку шуми и пасишта имаат, но и какви се станови, дуќани, хотели поседуваат тие. Па да почнеме. Ако, например, сакате да дознаете кој е најголемиот имот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, доволно е да кликнете на лупата и тоа е овде. Станува збор за пасиште од 953 хектари. Овде може да се видат сите детали за него, а има и линк до катастарот која дава точната локација. Очигледно со добар дел од Галичица располага МПЦ ОА. Истото може да го направиме и со имотот на Исламската верска заедница. Ајде да видиме кој е нејзиниот најголем верски објект. Најголемата џамија според податоците во катастарот има површина од 1268 квадратни метри и се наоѓа во Гостивар. Ако сакаме да видиме и точна локација, одиме на катастар. Овде станува збор за Кадир џамија. Како знаеме дека е таа? Проверивме на мапата на Google. Но да се вратиме на почетокот и да се потсетиме. Базата нуди повеќе опции за пребарување, по општина, по намена, по муфтиство или епархија. Ајде да избереме станбен простор кај МПЦ ОА. Овде може да ја кликнете категоријата директно или да изберете конкретен имот, со избирање подтипови како двор, станбена зграда, стан, различни видови куќа, земјиште. Онака како што овие имоти се внесувани во катастарот. Секој запис содржи информации како што се име на катастарската општина, бројот на имотниот лист, катастарската парцела. Може да правите и разни комбинации и да си играте со нив. Така, например, ако сакам да видам колку деловни згради има црквата во Чаир, ќе го направам овој избор. И ќе видам дека нема вакви објекти во оваа општина. Да видиме каква е ситуацијата кај ИВЗ со стеснет избор. По деловен простор ги бирам категориите кои се однесуваат на објекти. И резултатот е ...54 имоти на 52 локации, на површина од 3432 квадратни метри. За да видиме пак каде е сместен најголемиот имот, одиме до катастарот. Ова е дефинитивно во старата Скопска чаршија. Имајте на ум дека збирот на вкупните површини е збир и на површините, и на земјиштето, и на објектите изградени на него. Бројот на имоти пак зависи од катастарските внесови и е комбинација и од земјиштето и од зградите. Например, ако за имотот на една црква има повеќе катастарски внесови за објект од ист вид, двор и земјиште под зграда, тоа ќе се брои како 3 имоти. Зашто ви е корисна оваа база? Освен за да се задоволи сопствената љубопитност, важно е да се знае колкав имот имаат црквата и џамијата. Тие може да бидат големи играчи во економијата, да водат бизнеси, па транспарентноста помага да видиме дали имотот се користи чесно и дали се почитуваат правилата. Сега сте подготвени да го истражите имотот на двете најголеми верски заедници во земјава. Започнете го вашето пребарување.